Благодарам. Почитувана заменик министерке, мора да ви кажам неколку работи што треба да ги знаете, а тоа е дека ова што го кажавте е точно, но јас мислев и знам дека проектот за првата фаза е готов до Букојчани и не знам сега што однова, еве и самата рековте до декември. Декември сме веќе. Значи, готов е проект. Затоа ние предлагаме оваа прва фаза да се почне, да се работи, затоа што и покрај тоа што автопатот Кичево-Охрид не е завршен, се прекина, рачунајте, досега ќе беше готов секако. Значи, секако ќе беше готов. Независно кој да го прави, која влада и како, одсем ова што се случи, да не се случише, тој ќе беше завршен. И за сите жители на Република Македонија кои одат кон Охрид, Струга и Република Албанија ќе беше многу подобро. Ние сега ве замолуваме ова да го усвоите и да се почне тој дел, затоа што, гледајќи што се случува започнати проекти, значи поминаа 5 години ништо не се сработи, а последниве 3 буквално ништо во тој дел. Сметаме дека доколку се почне, барем ќе има надеж луѓето дека ќе се сработи. А вака вие како што кажавте, ако во 2023 се почне, 2033 нема да се изгради. Не, нема да се заврши никако, верувајте ми. И плюс, добро е овој пат да се почне и со било каков интензитет да се работи, затоа што се гледа дека не оди работата како што треба. Подобро е нешто да се работи отколку ништо. Многу е подобро да имаат луѓето, патниците кои патуваат од Скопје за Кичево, да можат да се вклучат некаде на автопатот Кичево-Охрид, затоа што во Крушино ви кажав, заради сето ова прекин на работите на автопатот, има одрони на патот, има проблеми и луѓето не ќе можат да се вклучат на автопатот за Охрид. Подобро е да се вклучат кај Букојчани и да можат да одат за Охрид и Струга, барем да се надеваат дека така ќе биде, затоа што во моментов потешко е да поидеш од Скопје до границата со Република Албанија или до Охрид и Струга, отколку да поидеш до Загреб. Значи, ти исто време ќе потрошиш да тргнеш од Скопје до Загреб, отколку да поидеш до Струга и Охрид. Мора работите да се интензивираат. Ова им е потребно на сите граѓани на Република Македонија, затоа што јас следам секој ден што се случува. Замислете, реконструкција на магистралниот пат низ Гостивар што поминува, еве, 3 месеци, 3 километри се реконструираат. И денес пак имаше застој на патот. Луѓето се гневат и не знам како може изведувачот и инвеститорот да седат мирно и да си живеат мирно, а десетици илјади граѓани секој ден се гневат. Зошто не работат навечер? Зошто не работат кога интензитетот на сообраќајот е мал во ноќните часови? Него почнуваат во 8 часот, завршуваат некаде во 16 часот, а верувајте ми, може во еден ден да се сработи сето тоа. Затоа уште еднаш ве замолуваме, нека се одобрат пари, нека се почне нешто да се работи, инаку верувајте дека нема ова никогаш да се заврши. Не е само проблем тоа што се гневат луѓето. Значи, тргнете го тоа на страна. Но сега да тргнеш со ново возило од Кичево за Струга или од Скопје за Струга и Охрид, треба да бидеш среќен прво ако стигнеш здрав и жив. Прво тоа. Второ,
треба да биде среќен ако не го оштетиш возилото. И ако стигнеш, треба да бидеш пресреќен за тоа што си стигнал. Замислете, ние мораме да го поминуваме тој пат и колегите од Струга и од Охрид, но замислете ако некој турист оди за Охрид и Струга. Дали ќе се одлучи друг пат да оди по тој дел? Затоа што ви реков, сите околни држави, а еве видовме дека и Република Србија се поврза автопатски и со Македонија и со Бугарија, Република Косово се поврза автопатски до границата со Република Македонија и до границата со Албанија, а имаат и кон Црнагора, значи до Пеќ. Република Албанија изгради доста автопатишта. Ние ги немаме ни деловите на магистралните патишта што ги имаме кон Република Албанија, кон Косово и кон Република Грција. Не изградивме автопати во должина од 10 километри, не ги реконструиравме постоечките, така да многу е лоша сликата за Република Македонија во поглед на патната инфраструктура. Затоа е најдобро, мислам, најдобро искористени пари ќе бидат оние што се вложуваат во автопатишта. Уште еднаш ве замолувам да размислите за сето ова, да се консултирате со министерот за транспорт и врски, затоа што тој имавме доста расправи во парламентот. Ако 3 години ја бараше трасата на на автопатот од Кичево до Охрид и Струга, колку години ќе треба одново да почне проект и да реализира проект за автопат кон Гостива. Затоа бараме хитно ова да се усвои, да се обезбедат пари и напролет да се почне, затоа што зимава секако не може да се почне. Благодарам.